Таткото на нацијата, големиот Мустафа Кемал Ататурк, починал на 10 ноември 1938 година. Веднаш по неговата смрт, тогашната власт распишала конкурс на кој се пријавиле 47 проекти за изградбата на вечното почивалиште на Мустафа Кемал Ататурк. Неколку земји биле пријавени на конкурсот, и тоа Чехословачка, Русија, Германија, Австрија, Швајцарија, Италија и Турција. По разгледувањето на проектите, тогашната власт избрала проектот кој што го одобриле за изградбата на Анъткабир, односно мавзолеј, како што на турски го нарекуваат. Изградбата била одобрена за двајца архитекти кои потекнуваат од Турција. Станува збор за професор Емир Онат и доктор Орхан Арда, кои што мошне успешно аплицирале за проектот и го добиле тогашниот конкурс. Мавзолејот се наоѓа во градот Анкара, а еве зад мене можете да го погледнете вечното почивалиште на големиот Мустафа Кемал Ататурк. Еве уште една информација. Ова место се градело 9 години, односно неговата изградба започнала на 9 октомври 1944 година, а изградбата завршила 9 години подоцна, односно свечено мавзолејот бил отворен токму на денот кога починал Мустафа Кемал Ататурк, 10 ноември 1953 година, и 15 години подоцна по неговата смрт неговото тело било пренесено овде. Инаку површината на мавзолејот изнесува 750.000 метри квадратни, од кои местото каде што е неговото вечно почивалиште е 120.000 метри квадратни, а останатиот дел се нарекува Парк на мирот. Деветнаесети мај е ден на сеќавање на основачот на модерна Турција, големиот лидер и војсководец Мустафа Кемал Ататурк, а воедно и празник на младоста и спортот во Турција. Мустафа Кемал Ататурк беше избран за прв председател на новата република, која била формирана после големата победа над окупаторите во текот на Народно-ослободителната војна. 19 мај секоја година во Турција се слави како празник на младоста и спортот, со цел кај младите да се всади свеста за тоа дека здравието доаѓа од спортувањето.
Денес ширум Република Турција, како и во дипломатско-конзуларните представништва на земјата ширум светот, со низа пригодни свечености се одбележува 19 мај и како ден на потсетување на великанот Ататурк и како празник на спортот и младоста. Мустафа Кемал Ататурк бил турски офицер, револуционер и државник, основач на Турската република и нејзин прв председател. Кемал Ататурк станал познат како мощно способен воен офицер за време на Првата светска војна. По поразот на Отоманската империја, тој го предводел турското национално движење во Турската војна за независност. Со основање на привремената влада во Анкара, тој ги поразил силите на Сојузот. Неговото успешно и мудро предводење на војската и војните битки довело до ослободување на државата и основање на Турција. За време на неговиот председателски мандат, Кемал Ататурк остварил економски, политички, културни и социјални реформи во државата. Тој успеал старата Отоманска империја да ја трансформира во современа демократска и секуларна држава. Сите промени што ги извршил Ататурк и неговите идеали се наречени со еден заеднички термин – кемализам, а тој се смета за татко на модерна Турција, пошто го добил и називот Ататурк од зборовите Ата што значи татко и Турк што ја означува земјата. Инаку Ататурк е роден во Солун во 1881 година. По неговото раѓање го добива името Мустафа, додека пак презимето му било Кемал, што во превод значи совршеност. Името го дал неговиот наставник по математика, бидејќи Ататурк поседувал одлично познавање од областа на математиката. Во неговите рани години Мустафа посетувал верско училиште по совет на неговата мајка, но тоа траело само краток период. Подоцна Мустафа се запишал во приватното секуларно училиште Шемси Ефенди по совет на неговиот татко. Неговите родители сакале Ататурк да се запише во трговско училиште, но Кемал без нивно прашање се запишал во основно воено училиште во Солун во 1893 година. Во 1896 година се запишал во средното воено училиште во Битола. Во 1899 станал дел од воената школа во Истанбул и дипломирал на воената академија на 11 јануари 1905 година. Вредно и битно да се напомене дека по таткова семејна линија Мустафа Кемал Ататурк потекнува од селото Коџаџик, кое се наоѓа во областа Жупа во Депарско, каде во август 2009 година се подигнаа темелите на куќата на семејството на неговиот татко, Али Риза Ефенди. Мустафа Кемал Ататурк е познат како голем љубител на децата.
но човек кој никогаш немал свое дете. На 29 јануари 1923 година се оженил со Латифе Ушаклил, но се развел по нецели 2 години. По разводот тој не се оженил повторно, но присвоил околу 7 ќерки и синови. За време на неговото слободно време тој уживал читајќи книги, пишувајќи дела и дневници, јавање коњи, играње шах и пливање. Исто така, Мустафа уживал играјќи валцери традиционални турски танци. Во текот на 1937 година, гласините за влошеноста на здравјето на Ататурк почнале да се потврдуваат. Во почетокот на 1938 година, додека бил на патување во Јалова, се разболело тешка болест. Тој отишол во Истанбул на лекување, каде му било диагнозирано цироза на црниот дроб како последица на консумирање алкохол. За време на неговиот престој во Истанбул, тој се обидел да ги врши секојдневните државнички обврски. Мустафа Кемал Ататурк починал на 10 ноември 1938 година на 57 годишна возраст. На неговиот погреб присуствувале представници од над 17 држави од светот. Останките на Ататурк биле погребани во саркофаг тежок 42 тони во мавзолејот во Анкара. На негова волја, сета собственост што ја имал, била предадена во рацете на Републиканската народна партија.